Почитувани гледачи, еве сме со уште една емисија од серијалот емисии Моето село, кој што се емитува на портал РТК, но исто така и на сателитскиот канал ТВ Сонце низ цел свет. Еве сме со емисија посветена на селската слава Свети Димитрија во село Мрежичко. Овде има многу луѓе, многу народ, па верувам дека и вие ќе уживате и во убавините на природните убавини на село Мрежичко, но и во славеничката атмосфера. Почитувани гледачи, во еден прекрасен амбиент овдека во подножјето на Кожув се наоѓаме токму во село Мрежичко. Тука е селската слава, Митровден, посветен на светето Свети Димитрија. Многу народ, многу луѓе и од разни места се иселиле, но носталгијата секогаш ги враќа назад, посебно на овие празнични денови. Вие сте? Јас сум Ѓорѓе Бошев од Мрежичко. А инаку сега сте во Скопје? Сега живеам во Скопје. Кажете ми, во Мрежичко ви помина детството, тука сте родени. Се сеќавате на тоа детство како беше? Како беше тогаш Мрежичко? Полно со народ, имаше ли крштевки, венчавки? Имаше се, културен, забавен живот. Да ви кажам, беше многу интересно, пошто имаше многу народ. Сега е тоа што останало. Ипак се навраќаме на тие традиции. Ја дури носталгијата ме влечеше, изградив куќа тука. Сега се вративте во куќата тука, денес ке бидете? Да, вчера дојдов, тука спиевме. Како се чувствувате? Супер, исто како во младото време. Вашите деца ги учите да бидат тука, да доаѓат? Доаѓат и они. Да, доаѓат. Имам и внуче, синовите доаѓат, снаите исто. Така си правиме еден добар амбиент. Обавезно идеме на Богородица, манастирчето го направив јас. Вие лично? Лично, со своји средства. Тоа е за селото. Сакам да продолжам понатаму нешто да се доградува, а иначе традиција ние после манастирчето доаѓаме во нашиот двор куќа, правиме гезме и со музика до утре со бајле. Значи убаво е да се дојде овдека и да се уживе во празничниот ден во вашата куќа. Да, супер. Една вечер имав 28 луѓе на спиење. Сега, да, ги сместив. Куќава ми е голема, нова е. Што ќе им порачате на сите на овој ден празников? Ќе им го честитате? Им го честитам на сите ваши гледачи, будичи и сега овие луѓе што се овде, да се навраќат на традициите, да доаѓат, да ги посетуваат овие места. Не е се во парите. Малку може да оделат, барем еднаш, два пати годишно. Добар е овај, еве сега амбиент. Прекрасно, луѓе од сите страни. Сега ќе идеме малку да прославиме доле со музика. Со музика обавезно. И баш ми е мило што многу од овие луѓе, да ви кажам, 80% не ги познавам. Тоа се млади, млади, на наши, се враќаат на корените. Да, на корените на своите родители. Баш ми е мило. Благодарам и срекно и вам слава и се најдобро. Фала и на вас исто и на вашите гледачи на телевизијата, се им посакувам се најдобро. Светиот Димитрий е роден во градот Солун во 3 век по Христа за време на владењето на императорот Максимилијан, кога на римскиот трон бил царот Диоклецијан, кој бил жесток гонител на христијанството. Родителите на Светиот Димитрий били христијани, кои што како и сите христијани во тоа време тајно ја исповедале својата вера во Спасителот Господ Исус Христос. Димитрий бил син единец, уште од најраната возраст бил воспитуван на духот на Христовите добродетели. Неговиот татко бил управник во градот Солун. По смртта на родителите,
наследил големо богатство, истовремено од императорот бил поставен за должноста која имал неговиот татко, управник на градот Солун. Со строга наредба на императорот, градот да го исчисти од христијаните и да го убие секој, младиот, високообразован Димитар со голема радост и почит бил прифатен од жителите на Солун. Но наместо да го прогонуваат христијаните како што му било наредено, тој јавно и пред сите исповедал и славил името на Спасителот и жителите на Солун бил нов светиот апостол Павле против Димитрий, дека е христијанин имало многу обвиненија, сите го обвинувале и стигнале до неговиот император Галерий, каде што во 306-та, враќајќи се во голем поход, минувајќи со својата војска низ Солун, го повикал Димитрий со цел да ја увери во вистината на обвиненијата, но Димитрий храбро исповедал својата вера во Спасителот, истовремено заблучувајќи го многобожството пред лицето на императорот, изнаејќи што го чека уште пред да биде затворен, го раздал својот имот на сиромаси. Иако затворен во темница, Димитрий не престанал да пее и да го слави Бога, преку зборовите на псалмопевецот: побрзи да ми помогнеш, Господи, Спасителе мој. Ова беше само дел, нели, од делот кој што вие секоја година традиционално, нели, овде во црквата Свети Димитрија доаѓате и одржувате литургија. Разговараме со прота јереј, а тоа е Томе Јованов од Кавадарци, нели. Среќна слава најпрво на сите за многу години. На селото Мрежичко и на сите жители во околината. Повелете, како искуство, кажете ми, утринава држевте литургија? Да. Имаше ли доста народ? Имаше доста народ. Си зема од напора, потоа го дигнавме славскиот колач, бидејќи оваа година имало 2 куми, а оваа година за наредната 2019 има едни што се пријавиат да бидат кумови на славата. Така да секаде во селата, манастирите и црквите се прави кумот, наредната година подготвува се тоа ручек или вечера, колку е можност. Истото се случува и вчера синоќ бевме во Глижич, и тамо е Свети Димитрий, и тамо е селска слава, имаше и тамо 2 кума. Наредната година пак се пријави. Невообичајно, нели, али убаво? Убава традиција, да. И на крајот да ве прашам, секако дека доаѓате и гледате дека селата почнуваат да ни оживуваат на еден начин. Повеќе млади гледам, дали го забележувате и тоа ви оче? Да, точно. Се враќаат младите назад, бидејќи увиделе дека животот е во земјата. Родната грудка никогаш не се напушта. По мене. И секој се враќаме назад. Па точно, секој се враќаме. Иако одат во градовите, ама полека почнуваат да се враќаат назад и традициите да ги оживуваат во селата и да живеат и ги обновуваат куќите. Прво ќе бидат нешто како викенд куќичка, ама кога ќе се дојде да биде малку тесно за живење, се враќаат назад. Па поздрав до диаспората, до сите нашинци кои ја гледаат оваа емисија или ќе ја гледаат. Која е вашата порака денеска за овој празник, за сите верници низ целиот свет? Од новој ден сите треба да бидат во црква, сите верници, да се помолат на Светиот Димитрие за напредок на нивната фамилија, за здравје, берекет и успех на целата фамилија и сите жители во Македонија и во целиот свет. Во ова прекрасна, здрава, животна околина, овде пред манастирот Свети Димитрија, во селото Мрежичко, во подножјето на Кожув, се слави селската слава Митровден. Има многу овде дојденци од разни места, но секако дека тие што се тука, секогаш доаѓаат и сакат своето село да го обноват, да биде што подобро и повеќе луѓе да го посетуваат. Еве разговараме со жител на село Мрежичко, меѓутоа е иселен, но секогаш се враќа овде. Тука се разбира е најдобро за него, така барем ќе ни рече он, но е и председавач на Советот на општина Кавадарци и член на местната заедница. Тој е господинот Ристо Сакалиев. Најпрво честита слава
Се најдобро, па кажете ми како е оваа година, како планирате во село Мрежишко да се одбележи? Има доста свечености, сигурно. Благодарам за убавата најава. Мило ми е што и медиумите најдоа време да не удостојат овде ова наша манифестација, селската слава, празникот Митровден, да не биде подобар. Сакам прво да честитам празник на сите граѓани што го слават, селската слава на нашите сограѓани да им ја честитам, да им посакам убави моменти, воедно да честитам и името на нашиот градоначалник, господинот Митко Јанчев. Тој е дежурен кривец што ова село е вака убаво, што има фабрика Синалко, што оваа црква е обновена, инфраструктурата што е подобрена, соедно што останало селото да биде село, добро село. Локалната самоуправа, и јас како член на Советот, моментално и председател на Совет, секогаш се залагаме едно рамномерно распределба на парите према сите села. Мрежичко повеќе го финансираме преку Кожовчанка, буџетот дава пари на други села. Ова година мислам дека е редно малку да превземеме поголем чекор за Мрежичко, барем едно асфалтирање. Комунално сме прилично изградени, со вода сме средени, канализацијата и асфалтирањето ни недостасува. Мислам во наредната година, две дека и тоа ќе биде завршено, ќе го направиме. Мрежичко е податно за селски туризам, затоа што сега и во тренд и во светот и кај нас, па еве малку и за гледачите од диаспората да кажеме нешто повеќе, дали планирате, имате ли такви проекти, да ова село уште повеќе го посетуваат, имаат убава здрава животна околина, чист воздух, убавина. Намери такви да имаме. Промоцијата на Мрежичко е преку Синалко, тоа е европски и светски бренд, големо интересирање има, само се очекува инфраструктура, комуналните изградби да се подобрат. У планирањето урбанизацијата е донесена, уште надвор од населени места треба да збогатиме со урбанизација. Има почетоци на селски туризам, има и интерес. Ако се случи да Пулјевац, граничниот премин, биде проект што ќе се изгради во план, ако биде проект што ќе се изгради со европски пари, тогаш и цената на местото околу Мрежичко и Мрежичко ќе биде уште поатрактивно, интересот за доаѓање овде, рекреација или живење, или барем некој модерен бизнис што нема да сака да се седи овде, да се движи, ќе биде на високо ниво. И на крајот има доста нови куќи. Еве неколку кои ги снимавме имаат своји веќе и викендички. Значи ли тоа дека селото од иселено на еден начин, но никогаш не се иселило доволно, што значи се враќаат сите назад. Тоа е исто така и ваша заслуга, нели? Да, луѓето што биле иселени по различни основи во градот, кога пензионираат или барем за рекреација, за одмарање, посакуваат овде природата, пошто имаме добра природа, чист воздух, уште Мрежичко, нема некое загадување, скоро никакво, и ние мораме и такво да го очуваме. И еве сме почитувани гледачи сред село во прекрасното планинско село Мрежичко. Како што реков, еве и за диаспората, многу големи поздрави до сите вас кои што еве влегуваме во вашите домови со оваа емисија. Денеска во село Мрежичко реков дека е селска слава Митровден. Тука организатори, секако и генерални спонзори се брендот Кожовчанка. Еве разговараме со директорот на Кожовчанка, тој е една прекрасна жена која што се чини да овој бренд уште повеќе биде познат во светот, а овде прават многу и за селото Мрежичко, каде што таа потекнува. Вие сте? Така, јас сум Јанинка, генерален директор на Кожовчанка, исто и дел собственик на Кожовчанка. Можам да кажам дека многу сум горда, што секоја година традиционално и ова еве со прекрасни луѓе, многу голема посетеност, горди сме за тоа што и така и нашиот првичен бизнис, полнењето на минералната вода Кожовчанка потекнува токму од фабриката, точно од ова село. Веќе 23 години интензивно се работи, овдека е исто така и брендот од изворска се полне, негазирана планинска изворска вода. Од неодамна исто така е и наше македонско пиво,
кој токму исто е во самото И доста село барано, Мрежичко. нели? Тука Да, ќе да. видеме и на овие маси славенички, Славенички, и вашата да. вода, и вашето пиво, и сето она што кај вас е мощно квалитетно и мощно барано. Кажете ми овдека во подножието на Кожув сме, од овдека оваа вода извира во здрава животна околина, нели така? Така е, Значи ли тоа дека сте барани не само овде, но знам дека ширум светот. Па еве наброите каде се Кожувчанка своите производи ги пласира. Така. Значи Кожувчанка е како компанија брзо растечка и таа на нели со нејзиниот интензитет е доста распространета на целата територија на Република Македонија, а исто така имаме и извоз во Австралија, Америка. Тоа е многу малце, но во Србија, нели, нашите балкански земји, се надеваме дека во иднина ќе имаме поголем пласман. Да, мора. Квалитетот сам зборува за себе, нели така? Но еве да се вратиме тука. Денеска сте вие тука, има многу млади луѓе. Забележувате ли дека Мрежичко, каде што вие потекнувате, се повеќе се враќаат младите на своите корени? Нивните родители, ако се иселиле, градат тука куќи, па еве тука има сега почнува инфраструктура. Како е на тој план? Знаете нешто? Така, ние и до сега инвестираме во инфраструктурата во руралните средини. Ќе продолжиме и понатаму. Многу ми е мило за тоа што нели сите млади градаат викендици, некако селскиот туризам се враќа назад. Многу ми е мило и горда сум што секоја година е поголем бројот на посетеноста. Токму на овој ден, Митровден, да му честитаме празник на сите и слава и на градоначалникот, да. Така од неодамна пред 3 години нели во село Мрежичко не само од регионот на Тиквешијата многу е посетен и од територијата на Македонија со одржувањето на Алшар до Пригосонцето, така да. И која е вашата празнична порака еве до сите овде и до светот, до сите нашинци за овој ден? Мојата порака е најпрво да сте сите здрави и живи, да има мир во семејствата и сите да се почитуваат едни со други. Сето останато, среќна слава данасите, сето останато е од Богата. Овде сред село почитувани гледачи има доста луѓе кои што се радосни, весели затоа што се слави селската слава Митровден. Ги има од сите места. Еве разговараме со еден од посетителите овдека, а вие сте? Блажо. Блажо, дали сте од Мрежичко? Од Мрежичко, 57 сум преселен од Мрежичко. Кажете ми како беше тогаш Мрежичко? Мрежичко беше 110 куќи. Весело, се имаше. Струи, мултивот најнапред струи централа, кооперација, се имаше тука, се имаше народ. Црквата исто така имаше крштевки? Дом, сали, да, играње, се имаше. И еве почитувани гледачи, како што реков, овдека има од разни места од Македонија, а посебно од Повардарскиот регион. Еве еден соговорник кој што ни доаѓа од Тимјаник. Вие сте? Јас се викам Живко Веселинов. Живко, кажете ми дали нешто имате потекло тука или само како гостин? Немам, идам како гостина, скоро секоја година идеме. Кажете ми како ви се допаѓа Мрежичко? Многу убаво, иначе воздухот чист, убавина и секоја година идам. И оваа година ќе има музика, ора? Не знам, се уште нема, лани во време беше музика, сега нема. Ќе има, може. Кажете ми иначе како е во Тимјаник? Дојдовте само овде? Не, јас со автобус, лани бееме со кола од Иварнеше, а ваа година со автобус има организиран превоз од Тимјаник, Дисан и Неготно. Задоволни сте? Задоволни сме. И на крајот вашата порака која ќе биде по повод селската слава? По повод селската слава, нека повише масовно, нека идат беречетно и нека идат секоја година повише и повише народ да слават.
Почитувани, еве сум се уште на сред село. Тука уште повеќе доаѓаат луѓе, што значи за селската слава е прекрасно да се биде во ова планинско село. Еве разговараме со една наша овдека сограѓанка. Вие сте? Родена нисне од Мрежичко. Вие сте мрежичанка? Да, од тука сме родени. Имам среќа, значи кажете ми како беше тогаш Мрежичко и како дете? Беше многу убаво, народ имаше, тука оро, продавници имаме, ка беше војската, си игрееме заедно, се беше убаво тогаш. Но сепак оваа година еве и Кожувчанка и сите години спонзорира, па и патот ќе ви го прават, ќе бидете задоволни, кажете ми. Задоволни сме. Што ќе им порачате на сите? Еве кој што да чуеме кој сака тука да живее, да се врате, да биде селото поубаво и така. И накрат вашата порака за селската слава? За селската слава на сите му пожелуеме убаво и на госте добар дојде на сите. Продолжуваме со разговорите за сите оние кои што се овде на селската слава. Се очекува да почне музиката, орото и секако дека тоа е најинтересниот дел. Разговараме исто така со уште едни гости овдека сега од Неготино. Вие сте? Неготино сме ние. Како се викате? Ја Павлина се викам. И убаво ми се допаѓа, прв пат идеме, викам. Кој ви кажа да дојдете, кажете? И Козовчанка си слушава на телевизијата дека она организира и сакаме да дојдеме. Од инсертите кои што ги гледате на почетокот на емисијата, сигурно веќе и се заљубивте во ова прекрасно наше ридско-планинско село, село Мрежичко, со здрава животна околина. А денеска овде е весело, планините ќе одекнат од песна и оро и се очекува да дојде музиката, но до тогаш ние ве реализираме разговори со присутни и гости и домакини. Овој пат еве уште една гостинка која ни доаѓа од Дисан доаѓам прв пат. Како се викате? Калина Јованова. Калина, кажи ми, како ти се допаѓа еве околината на селово? Многу убаво. Ми се допаѓа народ пано и дање. Кај вас во некој село се слави нешто? Сега на Аранџео се слави кај нас. Да. Мика, да.